Повеќе годишните реакции на земјоделците дека во оризовите ниви наместо квалитетни и хранливи ѓубрива фрлаат песок, добија потврда со откритијата на инспекцијските служби дека во составот не се соодветно застапени азотот, калиумот и фосфорот. Поради тоа, наместо квалитетни ѓубрива, биостимулатори и подобрувачи на својствата на почвата, земјоделците купувале фалшливи ѓубрива кои не ги содржале декларираните хранливи материи. Од Министерството за земјоделство се соопштува дека во рамки на инспекцијските контроли на ѓубривата, кои се продаваат во трговската мрежа во земјава, деновиве се издадени 97 решенија за забрана за пуштање во промет на истите. Тоа значи дека е стопиран прометот на ѓубривата, биостимулаторите и подобрувачите на својства на почвата. Оризопроизводителите од Кочанската котлина велат дека неколку години наназад се сомневале во квалитетот на ѓубривата, како и на препаратите за заштита на културите, бидејќи покрај тоа што ги плаќале скапо, ефектите изостанувале. Прашањето сега е дали некој ќе биде повеќе на одговорност и кој ќе ги надоместува штетите кои ги претрпеле земјоделците.